Насловот на ова мој предавање ќе биде Александар Матковски, македонската хералдика. Аспектот од кој што јас ќе го разгледам Александар Матковски е преку неговата оставина во Ману, која што во рамките на мојот докторат имав можност да ја разгледам. И мислам дека обидувајќи се правејќи една реконструкција на научната работа на Матковски во прашањето за хералдиката, ќе ни даде делумично одговор на некои од прашањата што беа поставени сега. Значи, хералдиката, да не се повторуваме повторно, може да биде како историска наука гледана, како уметност, како правни односи, теориска хералдика. Она што сакам да го споменам тука, да го повторам од претходното предавање пред 2 години, имаме 4 фази во проучување на хералдиката. Првата е осознавање, односно препознавање на постоење на хералдички композиции и хералдички фигури. Најдовме лав на оваа чаша или на оваа мендуша. Втората фаза би било колекционерство, тоа е собирање на сликички, но и основни информации. Значи, што е тоа, чиво е тоа. Третата фаза представува проучување на односите и околностите за добивање и користење на грбот. Значи, не само чив е грбот, туку во кои услови, како, зашто. И четвртата фаза би била развиена фаза, правила и принципи за составување грбови, карактеристики, односи меѓу фигурите, начин на блазонирање, хералдичка лексика, терминологија и практично проблемско решавање на примери како од претходното. Кога станува збор, само еден краток дел од што имаме ние од хералдиката пред Матковски, кој е наследството кое што го имаме. Како прв можеме да го споменеме Христо Тражифарович, кој што ја превел и издал стенографијата на Павле Витезович, и со тоа направил достапна на словенски јазик. Значи, разбирлива за луѓето од овој крај. Од латински, да. Објавена првото издание 1741 година. Втор кој што се занимавал со разгледување на ова е Јордан Хаджиконстантинов Чинак, кој што предавал хералдика според зборовите на Шоп Трајанов, кој што го истражувал неговата оставина. Од другата страна е Георги Шоп Трајанов, кој што е фактички првиот македонец хералдичар дописен член на Француското друштво за хералдика и стилографија од 1937 година. Значи, првиот човек кој што има контакт, да речеме, со хералдиката надвор. Освен ова негово дело, хералдика, стилографија и екслибристика, не се познати, барем јас не сум стигнал до други такви негови дела, поврзани со хералдика, иако ова негово дело, кој што представува објавување на неговата дипломска работа пред војната, се занимава повеќе со екслибристиката, отколку со другите работи. Како мислиш дипломска? На средна школа? Па не знам точно како доаѓа сега, значи тоа Не, дека диплома може да биде на факултет, може и магистрат, доктор. Не, тоа е претходно, значи тоа е пред да отиде на докторат во како се вика, во тоа време нема тој дел магистар па докторат, докторат се оди директно. Факултет има завршено во Франција. Во Дижон. Во Дижон го прави истражувањето, претходно во Белград мислам дека има. Горе не е тоа толку моментално битно, и Степан Антојак е она што поживок што го има, а тој е професор на филозофскиот факултет во Скопје, 1955-69 година, што предава повеќе историски науки и ја објавува првата книга 1966 година, каде што спомнува дел за хералдиката. Потоа неговата книга е реиздадена 1990 година, зголемено издание, преведено на албански јазик, на српски јазик, на многу, значи станало помагало из цела Југославија, значи една од првите книги. И сега Александар Матковски, учителска школа
22 година роден во Крушево, учителска школа 47 во Скопје, виша педагошка, филозофски факултет, историска група Скопје, докторира во Загреб, 57 година, прв доктор на филолошки науки. И потоа и група ориентална филологија се занимава претежно со Историја, да, значи хералдиката му е на страна и сега доаѓаме каде доаѓа неговиот интерес со хералдиката. Значи според изјавите на неговата сопруга Поликсена, која што вели дека првиот интерес што го добива е кога слуша, дознава за информација дека во некој манастир покрај Фојница во Босна има грбовник. Значи тоа е негде почетокот на 60-тите години, кој успева дури некаде 64-та година заминува во Фојничкиот манастир и врши фотографии неколку, значи вклучително на македонскиот грб на останатите грбови. Одиме понатаму. Почнува да собира литература и да се консултира со колегите. Најстарото писмо во неговата оставина е писмото од Тодор Герасимов од Софија. Во архивата не е запишан подписот е нечитов, но со Стојан Антонов која го се разговаравме, одно најде за кој станува збор. Значи, познат нумизматичар, првиот бугарин кој што е член во Светската асоциација на нумизматичари, уште пред Втората светска војна и на конгреси, после Втората, значи, и првото писмо кое што, односно најстарото писмо во презентацијата, односно во фондот на Матковски од 1966 година, каде што колегата Тодор Герасимов му пишува, веројатно одговара на писмо претходно од Матковски, кој што пишува дека во јужнословенските народи пред доаѓањето на турците нема грбови. Тоа е главната теза што потоа ќе работува Матковски. И што е многу битно, во него колегата му го препорачува делото на Александар Соловјев од 1935 година. Тоа е руски гвардеец. Да, во Србија кој што доаѓа, односно во кралството на србите, хрватите и словенците, кој што тие милуваат да кажат. Александар Соловјев кој што има неколку текстови и Матковски целосно ја превзема приказката од Соловјев. Значи целосно. Тоа е првото негово дело кој што го зема, ќе видиме понатаму и Соловјев, односно Соловјев се занимава со српскиот грб. Едноставно Матковски е инспириран, да не речем го копира сета таа работа само за македонскиот грб. Значи ги следи трагите на Соловјев. Јоновски само пуска ќе да прекинем. Нели направи изложба во музеот на Македонија на за руската колонија. Ми се чиниеше фотографии од Соловјев. Соловјев има нешто. Што на друго место ги немаш. Не, Соловјев има објавено еден од неговите позначајни делови се објавени од Скопското научно друштво. Да. Не, овде имаше фотографии него. Може. Таа изложба, не знам дали ја видите. Бев, ама него заприметив. Добро, одиме, значи, понатаму, ова се првите делови што он почнува да ја собира таа литература и што е многу интересно, сега тука не се гледа ништо. Во неговата оставштина се наоѓаат и фишите, каде што он ги запишува овие делови кои што ги слушнал за книгите. Ки се навратиме, има 78 фиши, нумерирани, каде што, кои ќе ги поделиме, ова е многу значајно, значи 3 се од 16 век, 2 се од 17 век, 1 од 18 век, 16 се од 19 век, 18 се од пред Првата светска војна, 18 помеѓу двете светски војни и само 2 дела има после Втората светска војна. Од кој што најновото дело е повторно Александар Соловјев, Историја на српскиот грб, објавена во Мелбурн 58 година. Значи, литературата со кој што он се користи е литература која што е релативно застарена во тој период. Веројатно има проблем со јазикот и ги употребува делата кои што се од словенска белка што може да ги разбере.
Одиме понатаму. Значи има 78 нумерирани фиши со податоци за библиографски единици. Значи ова не се книги тој што ги има, што ги користел. Туку се книги кои што тој ги гледал од библиографијата на други книги. И си ги запишувал. И потоа на сите фиши пишува, има сигнатура, ако ја има таа книга во НУП или во библиотеката на ИНИ. Или пишува едноставно нема НУП, нема ИНИ. Како што има 21 таква, кај што од нив воопшто не ги има најдено. Иако ги има прочитано од некаде, од некоја претходна библиографија. Значи тоа зборуваме се од 66 година. Првите негови пишувања, најверојатно, ова е една статија која што не е нумерирана, односно нема датум, но според ова почнува од најстарите македонски грбови, каде што на 4 страници пишува за почетокот на македонскиот грб и го спомнува Коренич Неорич. Истата 68 година почнува да ја пишува книгата со работен наслов Стариот земски грб на Македонија и други македонски грбови. Прилог од македонската хералдика. Тука се првата страница пишувана со молив. Значи, така работел на листови хартија, секакви какви што ќе нашол, разни од седници, значи од задната страница, хартии кои што биле за пакување, салфети, во зависност од инспирацијата како му доаѓа што нашол под рака. Втората верзија е исчукана на машина на пишување на латиница. Значи, овој процес кој што трае, вие што се занимавате од поставите, сте занимавале со тие старите начини на пишување книги пред компјутери, тоа беше еден процес кој што траел. Потоа ги има и пробните отпечатоци во архивата, каде што тој ги коригира грешки, остава место за слики и така натаму. Значи, целиот тој процес фаќа 2 години. Се додека книгата негова не е објавена 1970 година, која главно зборува за присутноста на лавот во илирските грбовници. Во книгата има скромен дел од теоријската хералдика и соодветната терминологија. И веројатно тоа се дължи затоа што македонската хералдичка мисла е во зачаток. Еве насловната страна, има неколку различни наставни страни, ова е тврд повест, на платно, има со мек повест, со златни. Во секој случај книгата е иста. Истата книга што ја купуваме сега од 90-та година е фототипно издание, целосно. Со сите печатни грешки, со сите. Да, во Куманово е печатена, да. Сега, одиме понатаму со статиите. Првата статија, исто 69-та година, кој што ќе биде најплодна, е писмо-одговор насловена како македонскиот грб од 1340 година не постои. Директен одговор на списанието журнал од 11 октомври, каде што пишува македонски грб од Отоманското царство 1340 година и не е подпишана статијата, но Матковски уведе дека е Славко Димовски и едноставно почнува да му објаснува дека тој 4 години претходно, односно си ја кажува историјата, што кажав претходно како стигнува, и објаснува за претходните други научни обработувања на фонетичкиот грб. Со други зборови, кажува, нема да се фалиш, јас ова го знам пред тебе барем 4 години. Понатаму, истата година, 1969 година, е објавен најстариот грб на Македонија во списанието Историја од 69 година и е даден преглед на почетокот на хералдиката воопшто и илирската хералдика на Охлучевиќ, целосно земајќи нарацијата на Соловјев. И на крај го споменува грбот на Македонија, но само од грбовникот на Коренич Неорич. Таа статија ја имаш ти што ми даде документите. Журналот ти го дадов, не заборав. Да, го скенирав и го вратив, така да. Ама е Коренич, се крвата се стига.
Значи, прашање, тоа е еден човек, тоа е една фамилија, Коренич Неорич. Добро, да. Ама изгледа Хрватија. Далмација, значи тие се сите од околината на Слано во Дубровничката република. Инаку се сите потекло од практично Требинскиот дел, така што за покатоличени срби више. Сега веќе тоа е многу тешка тема, ќе ја скокнеме. Да, види, сега мислам да не одиме во политика се. Тоа Значи, нема ни срби, ни Хрвати. Во тоа време немаме ни хрби, ни србати, Да. ни босанци во денешната смисла на добро. Значи, од друга страна, за да бидат, значи, сите овие семејства што ги спомнавме, и на Јеревич, и на Коренич Неорич, и за Таскович, за сите тие, за да бидат примени во Шпанија, тие мора да покажат дека 4 колена наназад нема некатолици, нема еретици и нема евреи. Значи, они себе се прецепираат како католици. Значи, ако збериме сега во современата подела дека католиците би биле Хрвати, иако тоа е сега условно земја, можеме да предпоставиме. Сега, другата статија од истата година е Стари грб Македонија, југословенски историски часопис. Исто така во најголемиот дел го цитира Александар Соловјев и неговите две дела, Постанокот на Илирската хералдика и семејството Мучевич од 33 години и прилози за босанската и илирската хералдика од 54 година. Она што е интересно во тој период, имаме хералдичко представување на Отоманската империја во Европа и објавено во гласникот на ИНИ 69 година, каде што го обработува прашањето на представата за грбот на Отоманската империја во Европа. Што пак колидира со европската хералдика, пошто знаеме барем еден отомански извор, отомански грб, кај што е даден грбот на Македонија. Да. И јасно пишува Македонија. И она што е исто така битно, значи ако го земе Матковски дека основоположник на македонската хералдика, тоа исто така основоположник и на албанската хералдика, затоа што неговата статија Албанските грбови во минатото е објавена на албански јазик во Приштина 1969 година од 103 страници, значи сериозно дело, еве го оригиналот долу на албански, и веројатно представува едно од пораните дела, посериозни за хералдика и во Албанија. Она има напишано на македонски, не е објавена на македонски, но е преведена и објавена е во Приштина. Институти Албанологик и Приштинес. Тоа сигурно во ракопис има на македонски. Да. Има на македонски. Сега, она што е интересно, во базата на НУП, каде што пребарувањето на Александар Матковски ни враќа 96 одредници, за хералдика ни ги враќа само книгата Грбовите на Македонија 70-90 година. Значи, ако пробаруваме по Александар Матковски, нема да наидеме на ниједна хералдичка статија, според НУП зборуваме според системот што е. Александар Матковски, последната негова статија е хералдичката традиција треба да се чува во Нова Македонија од 9 септември 90 година, каде што неговиот став е во една реченица кажан. Земскиот грб на Македонија е примен од сите, сега треба само да се официализира. Да. И затоа настава. Он веќе за 2 нецели години починува. Он веќе сега во длабока става. Не беше во комисијата. Не беше во комисијата, не беше. Не беше? Не е во длабока старост, тоа е премногу стар беше. Починува на 70 години. Дека не е премногу стар. Ама зависи. Сомнителни се околности. Да, значи зависи како се вика. Затоа што на собраниската седница, на 41-та седница, кога пратениците го прашуваат Тито Петковски, кој што е бил председател на работната група за грбот, го прашуваат, нели, тој отишол кај Матковски
и направил муабет. И овој пресекол рекол, треба да биде лава, ти тут Не, тој рекол вака. Значи, како што вика Тито Петковски, дословно цитирам. Се што имам да кажам во мојата книга Грбовите на Македонија. Друго мислење немам. Со други зборови, немам шо сега одново, повторно да се занимавам со тоа прашање. Значи, уште партиите не се сите оформени. Не се. Да. И има емисии, еве во неговото работно место во Институт за национална историја. Која година беше 907? 22. 22. Тој беше многу близко пријател, ќе ти кажам, на линија може да ја бркаш, со Миле Недолковски. Затоа викам За писателство. Да. Да сега ќе бе. Да. Може и Миле има нешто да ти каже, и он има нешто сега не е рецо. Епа тоа е се година. Они беа блиски пријатели со Миле Недолковски. Секој ден седеа во кафена, може некаков ви е пат, да речеме. Интересно е. Конкретно за овој тип. Интересно е што во тој време, во друго предавање имам спомнато, нели, што во 68, 69, 70 година имаме барем тројца луѓе што пишуваат, барем имаме десетина статии за грбот. И потоа во еден момент снемува. Никој не се занимава со хералдика. Нема надарен. И не само со грбовите луѓето се живи. Милош Константинов исто така пишува уште една статија 91-92. Но има политички проблеми. Веројатно. Има. Добро. Сега заклучок. Значи Матковски е првиот кој се занимава со хералдиката и тоа со каталогизација Југословенската партија. на присуството на македонскиот грб со посебен осврт на единската хералдика. Реков, илирскиот интересот за хералдика доаѓа преку војничкиот грбовник и започнува со своето барање во хералдиката некаде 1964 година. Од 66 година почнува да се занимава со собирање на библиографија, која што понатаму ја пишува во книгата Грбовите на Македонија 70 година. Несомнено, најголемо влијание на Матковски има Александар Соловјев. И неговите објаснувања за идиската хералдика, односот на семејството на Дон Педро Кнучевич. И тука само сакам да повторам едно дополнување на колегата Нацевски, што кажуваш, Нацевски. Кога зборуваме за Дон Педро Кнучевич, грбовникот на... Тој сигурно не седнал да го црта. Значи, тој е човек што најмил некој да го црта. Тој е графичен, Не, да, тој бил морепловец, бил адмирал. Не е уметник, не е графичар. Така, значи, исто така, понатаму и Јеремич и останатите што ги спомнуваме, сите оние изнајмиле некој, што ги правил. Веројатно, они имале дел од своите поверување. Сигурно тие не навлегле во хералдиката толку многу. Тргнувајќи од денешното искуство, кој одите кај нека фотокопирница, нека графички, абе, земи ти нешто со твоje тука, важно ова и ова да ми го направиш. Така да не е ништо чудно, во она што го спомнуваше колегата, дека можеби не тие тројца, ама некој што ги работел грбовниците, да биле, ако не од исто студио или луѓе што се познавале. Значи, тоа е затоа што се работи за еден град, се работи за ист период. Значи, не верувам дека не е побил 2 милиони луѓе и тие што биле во истиот цех да не се знаеле меѓу себе, но тоа е веќе друга вајна. Сега, дел од уште еден мал коментар на она што го спомна колегата претходно во предавањето, Матковски ја пласира тезата, пласира две тези, на кои што се темели целата. Првото е дека за разлика од сите други балкански грбови, македонскиот грб е непроменлив. Зашто е дел од неговата теза. А второ е дека само златниот лав на црвена основа е земскиот грб на Македонија. Тоа ни остава две опции кога го спомнува Рихтентал. Прво, или барал лав и не го нашол, затоа што бил убеден дека мора да е лав, и го гледал грбовникот и го барал лавот и не го нашол, или може би нашол нешто друго,
но тоа е сосема спротивно од неговата теза. Волков, например. Не, Сигурно. што не? Значи, Твоја затоа што тој настапува многу остро на таа варијанта. Значи, он тргнува сите народи, особено за Бугарија ја спомнува. Имале со Трилама, имале со Бих, со Крст меѓу рогови, со сите тие работи, но кога стана збор за македонскиот е еден и не промени. Тоа му е главната теза. Така да, мислам дека во тие две хипотези што ги спомнав сега, Значи, би една можело- символика има. Само лава. само лав. И дека тој мора да е златен лав на црвена основа, дека другото е грешка. Сега, она што мене повеќе ме интересира како теоретски хералдичар е тоа е неговиот дел од теоријската хералдика. Значи, кога станува збор за терминологија, за лексика, кој дела ги користи. И, иако е супер за прво дело, но денеска 50 години подоцна, можеме да го видиме од една покритична, со еден покритички поглед. А тоа е покритички поглед, а тоа е дека тој користи користи литература која што е од средини со рудиментирана теоретска хералдика. Значи, тоа се или делови на хрватски, на српски или на нешто друго, или на руски. Делови кои што немаат толку изразена и толку како да кажам, хералдика која што постојано се развива на научна основа зборува. И од друга страна го имаме отсуството на позначајните референтни дела. Се огледува во некои произволни и неточни формулации. Например, можам да го спомнам Чарлс Бутел, кој што е еден од, како да кажем, стандардите на англиската хералдика, тој ја пишува во своите фиши. Шкртната и вика нема во ини, нема во нуп. И веројатно тука запира, а веројатно и да нашол проблемот со јазикот е бил. Значи, отсуството на референтните дела се огледува до некои произволности по теоретската хералдика, некои, да речеме, дури и неточни формулации. Особено ако се земи едната теза, само еден пример, нема да влегувам, што тоа е прашање многу големо, като што зборува за 7 правила на хералдиката. Во кој што едно од нив е дека ако е постар грбот тој е накосен, или дека ако има греда е нелегитимно дете. Што се прашање кој што за денешната и за тогашната, да речеме, научна хералдика се смешни, сите тие се земени цитати всушност од гласникот на хералдика, кој што излегува од Југословенското хералдичко друштво, кој што постои во Загреб 2 години, 1933 и 1934 година. Потоа, значи, Бартол Змајич го води во тој период, тој објавува една книга многу подобра постои, но тие се оние работи кои што се наоѓаат, но имаме, значи, несомнен придонес. Иако малце, можеме критичко да разгледуваме неговиот дел, особено со Даријскиот дел, тоа е собирањето на достапните земски грбови од Македонија, на Македонија. Во самата збирка, односно во оставштината во роман, има писма, има сликички што други колеги од југословенскиот и италијанскиот простор ги праќаат. Несомнено популаризацијата за идејата за земски грб на Македонија е од него. Тоа е нешто што апсолутно неоспорно е. Особено с 90-та година со репринтот на неговата книга Грбовите од Македонија. Популаризација на лавот како македонски земски символ започнува дефинитивно од 70-та година, од неговата книга, каде што и самиот вели во еден свој текст, што вика пред тоа никој во Македонија не знаеше за лавот. Во смисло пред јас да го најдам, никој во Македонија не знаеше за лавот. Како македонски земски грб, не можеме сега да влегуваме во... Тоа веќе е малце... Да, не може да влеземе во спорење. Знањето на Југославија 876. Ама Жефановиќ е познат.
Јасно, значи, Не знаем ни. не зборува за популаризација веројатно на пошироките маси. Затоа што првата негова емисија ќе Блаже Ристовски. 68 година на телевизија. Каде што прават заедно емисија и тоа е работа. И од друга страна, значи популаризацијата на хералдиката, морам да кажам дека се темели на тоа што во овие 20 години што се занимавам со хералдика, сите колеги што поминале со било каков интерес што поминале, кои ќе ги прашате зашто ви интересира хералдиката? Одговорот е еден и јасен. Матковски. Грбовите на Македонија. Да. Значи тука не можеме да го оспориме во тој дел. Јасно, редно е 50 години подоцна, особено кога стана дел за теоретската хералдика и не само теоретската хералдика, еве. Ти објави книга, да не би? Како? Ти објави книга? Да. Две. Ја имам таа, од Мислав, дебела. Да. Од Матица. Од Матица, да. Бивша Мислав. И, значи, од прилика тука би завршил со делот со Матковски. Значи, Матковски веројатно направи се што можеше во тие услови што ги имаше. Со познавањето на тие јазици, со направи голема работа, но во секој случај ние треба Матковски критички да го разгледуваме. Значи, Матковски беше авторитет 40 години кој што никој не се обидуваше ниту да се обиде да го оспори. Така. Но, особено последните 20 години, каде што во голема мера е интернетот и ширењето на информации, како што спомна колегата, сите овие се достапни на официјалните сајтови, на официјалните библиотеки каде што се чуваат. И секој од дома, што сака, може да го најде. Значи не е како порано во манастири па прашај, че јас знам, сум слушнал, не? Значи и нормално е, знаењето се зголемува и се подбутнуваат границите, некои прашања се одговара, некои нови прашања се случуваат, се донесуваат, но како и да е тука ќе завршиме со официјалниот дел, со другиот дел можеме да разговараме по неформално.